на 1 ноември 2003 година италијанскиот естетичар, прочуениот Павароти, теоретичар на културата и култниот автор на постмодерниот книжевен бестселер Името на розата, славниот Умберто Еко, го одржал своето предавање под наслов Растителната и минералната меморија и днината на книгата. Иако во насловот на предавањето фигурираат два вида на меморија, поврзани со иднината на книгата, сепак суштинската идеја на Ековиот пристап е дека постојат три вида на помнење. Првото е органско, она што го представува памтењето создадено и оформено од нашето тело и од крвта, а е раководено со нашиот мозок. Второто, уште од пред повеќе милениуми, и тоа е сеќавање што врзува со глинените плочки и со надписите на обелисците и другиот вид минерално сеќавање, она врзано со електронската меморија на денешните компјутери, а засновано на песокот од силиконската долина. Светскиот ден на книгата и на авторското право е убав повод да се истакне големата моќ на книгите, која пренесуваат нашата визија за општеството, засновано на инклузивно значење, плуралистичко, праведно и отворено за учество на сите граѓани. Се вели дека хуманоста на едно општество се мери со степен на грижата кон најранливите категории. Ако тоа се однесува за достапноста на книгите за лицата со оштетен вид, на оние кои се потешкоти во учењето или пак на оние со физички пречки од различни причини, ќе се соочиме со фактот што може слободно да се нарече глад за книгите. Според Светската асоциација на слепи, секој 200 жител на земјината топка или 39 милиони лица, колку што се околу нас, не може да гледа. Од друга страна, уште 246 милиони луѓе имаат прилично оштетен вид. Овие слабовидни лица имаат достап до само 10% од севкупниот печатен материјал и од сите книжевни дела што лицата со добар вид може да го чита. Лошо дизајнираните книги или недостапните исто така им го ограничуваат читањето и разбирањето на сите оние кои имаат пречки во учењето.